Се наоѓам во срцето на ансамблот, практично во дирекцијата на ансамблот Орце Николов и можам слободно да кажам, овој простор е како музејски простор, каде човек да се сврти во просторот, има што да види. Тука е буквално распослана историјата на овој ансамбл. Ќе му кажам добро утро на Сашо Козаревски, сите го препознаваат, знаат што навистина животен сопадник ви е овој ансамбл Орце Николов. Да не сум во право? Благодарам на поканата, поздрав до гледачите и драго ми што повторно сте во нашата средина. Годинава еден јубилеј што буквално цела година го прославувате. Ајде ќе почнеме од крајот, па ќе одиме со мала ретроспектива на вистина една плодна година, на настапи, на изложби, работилници. Во текот на целата година имавме голем број на активности како обврска за овој значаен 80 годишен јубилеј према творците на Орце Николов и бројни генерации кои што оставија трајни белези во нашата култура. Мора да кажам, знајни и незнајни неимари кои што го градеа Орце Николов и многу е битно што Орце Николов во континуитет 80 години успешно работи. Во крајот на годината беше круна на нашите активности и овој период имавме низа значајни активности како за јавноста во Скопје, така и за пошироката публика. Учествувавме за денот одбележувањето на Обединените нации, на смотрите на фолклорни ансамбли, како за деца, така и за возрастни. Сите имало ја препознаа нашата вредност, имавме исклучително значајна активност во тие простори за граѓаните на Скопје. Изложба на оригинални народни носи, на пригодни банери, етнокреативни работилници за деца и за возрастни, за да поблиску им ги доближиме вредностите на Орце Николов и да им се одолжиме на граѓаните на Скопје кои што секогаш ни даваат огромна поддршка. Секако дека завршницата беше со концерт во нашата куќа пред кој што ние цениме, каде што работиме во сутеренот на Македонската опера и балет, значи во големата сала на Македонската опера и балет на 14 декември реализиравме еден завршен концерт со повеќе генерации на Орце Николов, со многу интересна програма која што имаше мултиетничка содржина и со она што Орце го красеше да учество на повеќе генерации, од најмладиот учесник од 5 годишна возраст до највозрастниот со 80 годишна возраст. Одлично. Ова ви беше, можеби, како што кажуваме, завршниот, не дека другите не биле официјални, еве да речеме најсвечениот, меѓутоа овој јубилеј го одбележавте и летото на отворено и секогаш кога можете да настапите на отворено, навистина сте подарок за градот или за буквално просторот каде што се наоѓате, бидејќи навистина ве слуша целиот град и ве гледа особено. Секогаш ние имаме одлична соработка и со дирекцијата за култура и уметност и секогаш чувствуваме одговорност према граѓаните на Скопје да им нудиме и секогаш нудиме различни програми. Многу е битно што нашиот ансамбл кадровски, костимски, програмски е навистина опремен и има вредности и затоа секогаш сме во можност да нудиме најразлични програмски содржини, што се случуваше прочем и во текот на целата оваа година. Мислам дека како на домашен, така на и меѓународен план бевме учесници на различни фолклорни фестивали, со првиот ансамбл во Полска, со децата во Црна Гора, ветераните учествуваа на фестивалот в Турска република, Северен Кипар, така да имавме низа на активности и во Македонија со учество во Струга на ревија на народни носи и така натаму. Значи една лепеза на вистина квалитетни активности во текот на годината. Секогаш го поставувам прашање со вас. Го сакаат ли македонскиот фолклор кога ќе излезете надвор од Македонија? Како го слушаат? Какви се аплаузи? Значи, не случајно Орце Николов во континуитет работи. Успехот на бројни генерации, повеќе од 15.000 членови и нивното учество на врвни фолклорни фестивали придонесува да тоа, како што ние ни беше мотото на едниот од овие активности, фолклорот низ генерации да живее и да продолжи да живее.
поканите постојано, кои што стигнуваат до нас, еве веќе наредната година имаме веќе добиено покана за учество на 2 значајни фестивали во Словенија, во Марибор, на Ленти, во близината на Љубљана, така да тоа говори за самата вредност на фолклорот. Многу сум револтиран, пошто сум долг период работам во фолклорот, кога фолклорот често се говори за него навредливо. Мислам дека фолклорот покрај јазикот е нешто највредно што го имаме ние во Македонија. Со фолклорот мислам дека треба, ако во нешто сме можеби со фолклорот треба да бидеме најтранспарентни и сме транспарентни, меѓутоа традицијата и богатството како културно наследство навистина само по себе кажува. И кога сме на таа тема, колку носи има ансамблот Орсен Николов? Ансамблот има околу 670 костими, тоа најголемиот број се оригинали. Тоа ни овозможува да, бидејќи во изминатиот период кога бевме во составот на поранешна Југославија, ги негувавме и најразличните кореографски постановки од бившите балкански простори. Меѓутоа, добар дел од тој народ живеат во нашите простори и секогаш е многу битно да ја почитуваш тугата култура, тугиот фолклор, затоа што на тој начин се запознаваме и самите себе повеќе и го почитуваме нашиот фолклор уште повеќе. Како ги чувате тоа ми? Па навистина е тешко да се одржуваат, навистина е огромна инвестиција, постојано бараме начини за да бидат тоа на највисоко ниво, во посебни услови, посебни третман, најдоброто одржување е редовното користење на нив. Меѓутоа, секако дека имаме стручна екипа која што се води грижа, меѓутоа навистина е многу тешко и нажалост се помалку оригинални костими има на терен, затоа мораме многу да водиме грижа за нив. Веќе најавивте за наредната година на меѓународен план, еден од позначајните, знам дека нема да застанете тука, ни целата година ве покануваат и учествувате на значајни меѓународни, не мора да се надпревари буквално концерти на почеток на годината или веќе следните први чекори во новата година? Значи, имаме низа активности, програмски кои што ќе се одвиваат во текот на целата година. Изнаоѓаме нови форми за да ги доближиме фолклорот на новите генерации кои што нема доволно сознание за вредностите кои што самиот тој ги содржи. Мислам дека ќе понудиме нови фолклорни содржини како и секогаш со цел пресе да ги привлечеме младата популација и да можат овие генерации и натака да продолжат да живеат. Орце и Орото не обединуваше 80 години. Се надевам дека тоа ќе го прави и во иднина со овие форми и пресе на директен начин покрај зачувањето на фолклорот ќе придонесеме да овие деца ги сочуваме од овие негативни влијарија кои што се нажалост се поприсутни денес. Убаво кажавте, ви посакувам уште поуспешна нова 2026 година, не застануваме тука, се гледаме и во следна прилика. Да, и благодарам и на вас и на вашата куќа која што секогаш давала исклучителна подршка на Орсен Николов, како и на другите медиуми, меѓутоа секако дека вашиот медиум е оној кој што најмногу ни давал подршка. Ви благодарам уште еднаш.